Алекс Браун поседува електрично возило веќе една деценија и е дел од автомобилскиот клуб на Асоциацијата на електрични возила. Тој има страст за електрични автомобили што произлегува од неговата желба да се бори против климатските промени. Имав еден вид богојавление кога го добив првото дете, нели? И што туку го купивме овој дом. И јас размислував за неговата иднина и навистина бев загрижен за тоа. Агенцијата за заштита на животна средина на САД ја објави својата намера да ги зголеми стандардите за емисиите во САД за автомобили и камиони со цел да се подобри квалитетот на воздухот низ целата земја. Администрацијата на Бајден тврди дека предлозите ќе избегнат речиси 10 милиарди тони емисии на CO2, што е еквивалентно на повеќе од двојно повеќе од вкупните емисии на CO2 во САД во 2022 година. Мислам дека тоа е потек во вистинската насока. Мислам дека е штета што не направивме повеќе. Агенцијата за заштита на животна средина проектира дека електричните возила би можеле да сочинуваат 67% од продажбата на нови лесни возила во САД до 2032 година. Моменталната бројка е околу 7%. Тоа е амбициозно. Во исто време ни требаат вакви големи смели амбициозни потези за да се справиме со кризата со климатските промени. Во земјите на Европската Унија, како и во Кина, продажбата на електрични возила сочинува над 20% од продажбата на автомобили според истражувањето на компанијата Counterpoint и Европската комисија. Глобално тоа се случува, насекаде, во сите земји. Не е дека тоа се случува само во САД. Ако направите промена, другите ќе имаат корист од тоа. Администрацијата на Бајден вели дека американците ќе заштедат над $1 трилион на гориво доколку предлогот биде усвоен. Иако постои оптимизам, сепак постои и загриженост. Има одредена несигурност за тоа како индустријата ќе реагира. Дали потрошувачите ќе сакаат да ги купат овие автомобили? Дали цените ќе се намалат доволно? Дали ќе бидат достапни минералите што влегуваат во батериите, што се потребни за електричните возила? Дали станиците за полнење на истите ќе се изградат во доволен број? Експертите исто така велат дека автомобилската индустрија мора да се прилагоди на новите промени во работата. Друга загриженост, над 60% од електричната енергија во САД се уште се добива од фосилни горива. Ќе треба да се уверите дека снабдувањето со електрична енергија е достапно, но и самиот не создава поголеми проблеми за животната средина, отколку што се обидуваше да ги реши целата оваа транзиција. Значи, навистина треба да го преместите производството на електрична енергија и на обновливи извори. Во САД растат обновливите извори на енергија, за прв пат со повеќе производство на електрична енергија отколку на јаглен. Браун верува дека единствената насока е да се оди напред со електричните возила. Навистина мислам дека ќе погледнеме назад на овие стари автомобили на бензин и ќе кажеме: леле, тоа беше смрдливо. Како тогаш луѓето се справувале со сето тоа загадување на воздухот. Предложените нови стандарди за емисијата на стакленички гасови на Агенцијата за заштита на животната средина мора да бидат подложени на јавна расправа пред да станат официјални. Расправата ќе се одржи на 2 и 3 мај.